Уважаеми граѓани, денеска во обидот да си реплицираат сами на себе, претениците од ВМРО ДПМН покажа колку често и колку систематично не лажал единствениот од нив кој не собра храброст дури ни да влезе во оваа сала. И тоа во тој момент кога се уште беше премиер на оваа држава. Денеска една пратеничка повторно побара од ДУИ да ја преиспита својата одлука, се помоли принципот мнозинство со мнозинство да се врати на сила, принцип кој единствено фигурира во договорот кој овде во оваа сала, тука се сеќавам како беше Груевски, тврдеше дека никогаш не бил потпишан. И сега имаме тврдење дека мајски договор не постои, и имаме тврдење од истата политичка партија дека тој договор треба да им ги гарантира овие гласови од ДУИ во кои што сега се колнат и за кои молат. Тој тип на лажење од денес за утре не доведе на ова дереч. Јас го почитувам повикот кој беше овде даден, дека треба да зборуваме за вистината, и во тоа име на многумина граѓани кои што ни се јавуваат и ни коментираат и велат чуму е потребно ваквото губење време, да им објаснам зашто служи целава представа на ВМРО ДПМН. И за да тоа го направам, ќе се послужам со еден од инструментите на вистината. А тоа се снимките кои Антонио Милошовски од првиот ред собра храброст и потврди дека се автентични. Во оние разговори во кои Гордана Јанкуловска и Иво Котевски коментираа дека легнување на асфалт може, кога го апсеа до тогаш вашиот герој Любе Бошковски, бидејќи тоа е културно, ама Пуки не требал да му го става пиштолот во уста. Во еден од тие разговори стои образложението кога ВМРО ДПМН излегува со вакви лаги и конструкции, какви што ги слушаме и вчера и денеска. Еве ќе ве подсетам. Мартин Протуѓер, чекај, дали ние можеме освен ова нелегално во финансирање на кампања, да пуштиме и некој муабет? Гордана, зависи во каква форма е муабетот. Мартин, да кажеме било што. Еве, дознава Канал 5 дека тоа и тоа, дека сака да го продаде името, да направи ова, да направи она. Буквално цитирам. А да го да го чуваме ова од утре задутре, вика Гордана, да ја напишам ја денес пријавата, а он кога ќе си влезе во шутка, друг е муабетот, кога више ќе биде внатре. Почитувани граѓани, еве зошто им треба на ВМРО ДПМН новата лага, дека некој нешто испрема на Македонија, за да си го покријат собствениот криминал и собствените злочини. Тогаш излегуваат со големи непријатели и големи опасности. ВМРО ДПМН денеска има една единствена стратегија, да ја скара цела Македонија, за да криминалците во ВМРО ДПМН и оние неколкумина белосветски, за да се обединат и да продолжат да крадат, да продолжат да лажат и да продолжат да ја го земаат животот на оваа Македонија.